Артан Груби се повлекува од јавниот живот. Поранешниот прв вице-премиер одлуката ја објави на социјалните мрежи 2 дена откако Стейт Департментот го стави на американската црна листа поради вмешаност во значителна корупција. Вели дека нападите кои ги трпел во годините го натерале да размисли за неговата улога во овој важен момент за земјата и за нејзината иднина. Иако одлуката нагласува дека таа не е за осуда, туку за потикнување на подобрување на однесувањето. Јас пред Бог, семејството и пријателите сум чист како солза, но со намера да придонесам за вистината која многумино од вас гледам дека веќе ја знаете, а за да не бидам ничи политички товар, решив да се повлечем од јавниот живот и за ова го информирав претседателот Ахмети уште од првиот ден. Ова е тешка одлука, но неопходна за мир на моето семејство и за чувување на мојот личен и политички интегритет, како и за поддршка на континуитетот на работата и посветеноста на нашиот лидер Али Ахмети, пишува Груби во објавата. Понатаму, вели дека секогаш ќе остане посветен на вредностите и дека ќе биде покрај Дуи, како граѓанин и како поддржувач на општото добро, а за Ахмети смета дека останува најголема надеж за албанците и сите граѓани во земјата. Токму Али Ахмети вчера изјави дека Дуи не ги спори одлуките на Стейт Департментот и дека Груби, неговиот долгогодишен најблизок соработник, ќе го води процесот со факти, при тоа спомнувајќи го правото на жалба. За ваквиот потек на моќникот на Дуи, како што Груби беше нарекуван, денеска реагираше владеачката партија. ВМРО ДПМН не се задоволува само со заминувањето на Артан Груби, се бара одговорности од Ахмети. Груби не е доволно да си замине од политиката, туку да ги врати парите за кои се сомничи за криминал. Воедно, потребна е одговорност на сите оние кои во Дуи му даваа политичка поддршка и СДС кои му беа оперативци во криминалот. Артан Груби не бил сам во случаите на сомнежи за криминал. Тој имал своји соучесници кои мора да одговараат. Не е можно Артан Груби да се сомничи за криминал, а Али Ахмети да е чесен. Треба да одговара и Ахмети за сето она што им го направи на граѓаните на Македонија. Груби заедно со судијата Енвер Беџети се најдоа на црната листа поради примање подкуп за да се подкопаат судски процеси против поранешниот шеф на тајната служба Сашо Мијалков. Во конкретни детали не сакаше да наблегува ниту американската амбасадорка на пресконференцијата по објавувањето на информацијата за новите чекори на Вашингтон. I'm not going to go into the details of the evidence that was provided. Нема да навлегувам во детали за доказите кои беа обезбедени. Доволно е само да кажам дека беа многу јасни и неоспорни. Доказите се разгледуваа многу внимателно и дури откако ќе има драматичен доказ за погрешно постапување, се назначуваат поединци. Значи, иако не можам да навлегувам во поединостите, беше многу јасно. Ден по одлуката на Стейт Департментот, јавното обвинителство информираше дека оформен предмет за поранешниот прв вице-премиер Артан Груби и судијата Енвер Беџети. Предметот поради сериозноста на наводите го оформил јавниот обвинител Коцевски и тој веќе е проследен до надлежно обвинителство за натамошно прибирање докази. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.